ниту по 48 часа нема одговор од градоначалникот на град Скопје Данела Арсовска на поставените прашања. Ниту пак има одговор на хаосот. А хаосот е наменски, затоа Арсовска не одговора. Дали во Македонија веќе се пристигнати автобусите од фирма блиску до Софија, за да го земат местото како единствен приватен превоз во Скопје, како резултат на инсистирање на Ковачевски на тајната следба со Арсовска. Дали хаосот во Скопје е предизвикан за тргање на досегашните приватни превозници, за договор од тајната следба, превозот во Скопје да го преземе фирма приватна од Бугарија, блиску до Софија, за која инсистира владата на Ковачевски. Понатаму, дали сметководителот од Ѓорче Петров од заднина управува со ЈСП за провизии, но и дали нема попуст од милионскиот договор за нафта за ЈСП со фирма на пратеник од власта, затоа што има провизии договорени да завршат во приватни джебови, наместо да се плати долгот. Дали за сите матни сделки на град Скопје стои Драги Митковски, познат како Драги книга, а заедно со него во договарањето на провизиите, дали е и близок роднина на Данела Арсовска. Почитувани, блокадите, урнисувањето на Скопје, урнисувањето на буџетот, на вработените, хаосот во Скопје има причина, а тоа е договорот од тајните следби на Данела Арсовска со Димитар Ковачевски. Арсовска со директорите од СДС, од ДУИ и од Левица предизвика целосен хаос во Скопје. Дуото Ковачевски, Арсовска се асови на бугарскиот бизнис и политика во Македонија. Стотици луѓе немаат лепна маса, предпријатијата тонат во долгови, градот тоне во хаос, ама затоа има огромни провизии и договори. Скопје не може да издржи уште еден криминоген и неспособен градоначалник. Ви благодарам, повелете со прашања. Баш така поконкретно да ја прашам, и вие прашувате дали стигнаат се бугарски автобуси така натаму. Дали имате информации по конкретни веќе во колари на спекулации, оливано спекулации, се зборува дека веќе во околината на Скопје има некој голем број на автобуси кои што се паркирани и чекаат да се состојански табиши. Сепак потенцијално тоа се информации кои што се во нивото на спекулации. 48 часа веќе Данела Арсовска молчи и нема одговор ниту на хаосот, ниту на поставените прашања. Дали овој хаос е наменски и е резултат на тајната следба со Димитар Ковачевски во владата, следба потврдена од Димитар Ковачевски, на кој што било договорено бугарска фирма, бугарски превозници од близината на Софија да го заземат местото на приватните превозници во Скопје. И Данела Арсовска еве денеска нека одговори дали си пристигнати автобуси и дали е точно, еве како што велите и вие, дека има непотврдени информации дека тие се паркирани во околината во Скопје, на Скопје во една индустријска зона. Еве, мислам дека како градоначалник треба да одговори и на хаосот, и на причините за хаосот, но и за овие прашања. Да одговори, меѓу другото, и дали намерно нема попуст на набавката за нафта на ЈСП, пари со кои што би можело тој попуст, тој рабат кој што е вообичен, да ги покрие трошоците за приватните превозници кои што градот им ги должи и е должен да им ги исплати. Ви благодарам.